Прилеп урива рекорди по аерозагаденост на светско ниво. Според резултатите на новата мерна станица, синоќа Прилеп можеби беше најзагадениот град во светот со катастрофални резултати: 1611 микрограми PM10 честички по метар кубен. Досега ова е најголемата измерена количина на PM10 во Македонија, а можеби и пошироко. Социјалните мрежи синоќа вриеа, граѓаните се во паника, како ова загадување ќе влијае врз нивното здравје, бараат превземање на итни мерки. Мислам дека е многу загаден. Спијаме во една соба на 4-ти спрат, кај што миризбата е на чад, на дрва изгорени. Што треба да се превземе според вас? Нешто соодветно. Не знам точно, има сигурно некои решенија, гледајќи во другите земји како се справуваат со тие работи и кај нас би требало да се применат. Вчера наваќе е многу загадено. Преку ноќта па ептен. Па има печење на очите, отежнато дишење. Да. Да, и тоа баш тоа време бевме излезени. Да, веќе не се дишеше. Градоначалникот Илија Јовановски признава дека овие резултати се премногу високи, но вели дека станицата ќе била во фаза на тестирање до крајот на март. Јовановски најави дека Прилеп веќе станал дел од пилот проектот на компанијата Инфопроект, која преку грантот Светска банка во Прилеп ќе поставила од 20 до 30 мерни станици. Се додека не се утврдило кои се најголемите загадувачи и што загадува, не можело ништо да се превземе. Оваа мерна станица сега е пробна и служи само за тестирање. Таа не е калибрирана. Со тие 20 до 30 мерни станици што ќе бидат поставени во наредниот период, ќе знаеме во одреден временски период колкаво е загадувањето на воздухот, на амбиенталниот воздух во целата општина Прилеп, затоа што тоа ни е како основа за да почнеме да го решаваме проблемот со загадениот воздух. Сознанијата од стручњаците кажуваат не е само во центарот на градот, не е само трошењето на голем број на домаќинства со огревно дрво или јаглени и слични други работи што кажав пластики и горење на гуми, туку и големите мермерни комбинати или други компании кои што експлоатираат мермер и гранит во околината на Прилеп доведуваат, нивната работа доведува до зголемувањето на PM10 честичките. Значи првим треба да утврдиме колкава е загаденоста, кои се загадувачите, па после да превземаме мерки. Додека е ова станица за тестирање во овие 90 дена, ништо не можеме да направиме и да превземаме такви мерки, затоа што немаме релевантни показатели на тоа. За експертите пак иако неофицијални, резултатите на мерната станица се приближно точни и немало да бидат многу поразлични и кога ќе станеле официјални. При ваквата ситуација во европските држави се воведувало еден вид на вонредна состојба. А штетни материи имаме не само од согорувањето на дрвата, туку за жал поради социоекономските проблеми во Прилеп се согорува и гума, и пластика, и отпадоци најразлични, и се што ќе се собери по улиците. При тоа е многу битно да се знае дека при таква загаденост не можеме да вршиме проветрување на становите каде што живееме. А тоа значи зголемување на внатрешната загаденост на воздухот. Таа е уште поопасна од надворешната загаденост, заради тоа што надвор не мора да излегуваме, али некаде мора да седиме, да бидеме. Во Европа што се превзема при ваква огромна загаденост? Тоа е опасна, многу опасна загаденост на воздухот. Се прекинуваат редовните емисии на локалните телевизиски станици и се информира населението што треба да превземе. Еден вид вонредна состојба? Вонредна состојба еден вид, да. Дали може да очекуваме и во наредните денови ваква загаденост? Доколку метеоролошките услови не се променат и во наредниот период ќе имаме иста ваква, можеби дури и поголема загаденост. Уште пострашно е тоа што загаденоста на воздухот во Прилеп не е од вчера, туку се случувала со години, а прилепчани дознаваат дури откако се постави новата мерна станица. Затоа граѓаните бараат превземање на итни мерки без никакви оправдувања.